Почитувани, ви посакувам добар ден. Вие сте со пладневните настани на денот на 24 вести. Еве што ќе гледате. Критики за илинденскиот говор на премиерот, за дел од јавноста, партиско и самоуништувачко обраќање. Вработените во Министерството за внатрешни работи месец и пол без здравствено осигурување, открива професорката Ременски. Поранешниот бугарски министер за надворешни Николај Младенов, нов специјален пратеник на Обединетите нации за Ирак. По затворањето на амбасадите, САД ги предупредија граѓаните да не патуваат на Блискиот Исток и Северна Африка поради заканите на Ал-Каида. Остри критики за илинденскиот говор на премиерот Груевски упати академикот Божин Павловски, кој по критиките за лустрацијата на Славко Јаневски и самиот беше експресно обележан од Комисијата за лустрација. Павловски вели дека наместо обединувачки, премиерот одржал партиски говор кој води кон самоуништување. Пред 7 години Груевски вети подобрување на животниот стандард, зголемување на вработеноста, засилена борба против корупцијата, развој на демократијата, подобрување на меѓуетничките односи, политичка стабилност, интеграција во Европската унија и НАТО. Но вчерашниот говор покажува дека тој целосно отстапил од своите ветувања. Парафразирајќи ги пораките на премиерот, Павловски вели дека во право е Паско Кузман кога тврди дека антиквизацијата е ремек дело на Груевски. Не греши чаршијата кога шепоти дека тој стои зад одлуките на Томе Аџиев во процесот на лустрација, патува во далечните земји без гајле за трошоците. Опозицијата е виновна за смртта на демократијата во Македонија, а грците го блокираат. На крајот Павловски прашува каде беа многобројните советници на премиерот да му укажат дека светиот Илинден не е ден за пресметки со неистомислениците. Министерството за внатрешни работи месец и половина нема уплатено здравствено осигурување за своите вработени, открива професорката на Факултетот за безбедност Фросина Ременски. Таа го прашува врвот на МВР зошто за своите вработени нема направена уплата за здравствено осигурување во Фондот за здравство и тие немаат активирана електронска здравствена картичка. Вака, вработен во МВР, доколку користи здравствена услуга за себе или пак за своите, без разлика што е осигуран, мора се да си плати приватно. Ременски го повикува Македонскиот полициски синдикат и го прашува дали тие, како синдикат или пак некој од МВР, ќе излезе да им објасни на полицајците, бранителите, дека нивните решенија за бранител се тоалет хартија, а не документ што до пред некоја година им овозможуваше одредени бесплатни услуги во образованието и здравството. Од МВР и Македонскиот полициски синдикат за сега нема одговор на овие обвинувања. Министерството за информатичко општество и администрација донесе одлука за намалување на глобата за радиодифузерите за сторен прекршок во нивното работење, јавува МИА. Одлуката доаѓа по одржаните јавни расправи за Законот за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Комисијата за транспорт, врски и екологија при Собранието на Република Македонија. За тоа за колку ќе се намалат глобите за прекршителите на законите, ќе се знае по одржувањето на јавната расправа за двата закона, предвидена за 13 август 2013 година. Со ова сепак не се решаваат најголемиот дел од проблемите на кои предупредуваат и алармираат медиумските работници. Голем дел од нив беа соопштени на јавните расправи, но одговорните како да немаат слух за истите, велат од Сдруженијето на приватни медиуми на Република Македонија. Додава дека по неприфаќањето на неколку од главните барања, резултатот беше затворање на неколку медиуми кои со вака поставени односи и регулатива на ова поле не можат да издржат. А граѓаните кои ќе решат денес да тргнат на пат во земјава или странство, треба да знаат дека времето во Македонија ќе биде сончево со температури дури до 38 степени Целзиусови. Сообраќајот на патиштата се одвива по суви, безбедни коловози, а треба да се внимава само на неколку патни правци каде се изведуваат работи, но кои се соодветно обележани, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Град Скопје ги известува граѓаните дека ќе изврши авионска и теристична дезинсекција против комарци на подрачјето на главниот град. Авионското прскање ќе се одвива денеска и утре од 5 часот и 30 минути до 8 часот, додека на дезинсекцијата од земја ќе се одвива од 5 до 9 август од 1 до 5 часот. Се известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите.
Вкупно 250.000 дипломатски депеши што водникот Бредли Менинг му ги предаде на Викиликс ја ограничија способноста на Стејт Департментот за заштита на човековите права, изјави вршителот на должноста американски помошник државен секретар Майкл Козак. Во текот на судскиот процес против Менинг, Козак нагласи дека со обелоденувањето на дипломатските дописи бил разоткриен идентитетот на лица кои соработувале со САД и тие биле изложени на опасност од убиства, измачување и лишување од слобода. Доколку биде прогласен за виновен, Менинг може да биде осуден на 136 години затвор. Околу 40 лица за кои се претпоставува дека се илегални имигранти од Индонезија се водат како исчезнати, откако малиот брод со кој патувале се превртел во близина на бреговите на Малезија. Се претпоставува дека на бродот имало 44 лица. Станува збор за индонезици кои илегално живееле и работеле во Малезија и кои се враќале во својата татковина во пресрет на празникот Рамазан Бајрам. Спасувачките екипи досега пронајдоа 4 преживеани патници на бродот. Потрагата по останатите исчезнати, меѓу кои има жени и деца, продолжува и понатаму. Соединетите американски држави стојат зад заговорот со кој пред еден месец египетската армија го симна од власт египетскиот претседател Мохамед Морси, изјави лидерот на терористичката мрежа Ал-Каида Ајман Ал-Завахири. Крстоносците, секуларистите и американизираната армија на Египет со помош на парите од земјите на Персискиот залив и заговорот на американците успеаја да го соборат Мохамед Морси, изјави египтјанецот Ал-Завахири во видеозапис објавен денеска на неколку исламистички интернет страници. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун синоќа го именуваше поранишниот бугарски министер за надворешни работи Николај Младенов за свој специјален пратеник за Ирак во услови кога безбедносната состојба во оваа блискоисточна земја е влошена по серијата бомбашки напади на сунитските бунтовници. Во верски мотивираните напади во Ирак, во текот на јули загинаа најмалку 1000 лица, што е најголем месечен биланс на жртви во земјата уште од 2008 година. Најмалку 8 лица загинаа, над 22 други се ранети денеска при експлозија на автомобил бомба пред една џамија во близина на индискиот конзулат во афганистанскиот град Џалалабад. Поголемиот дел од жртвите се деца кои оделе на верска настава во џамијата. Според локалната полиција, нападот го извршил бомбаш самоубиец кој управувал со автомобилот бомба. Цел на нападот бил индискиот конзулат, но напаѓачот бил спречен од полицијата на околу 100 метри од конзулатот, пошто го активирал експлозивот во неговиот автомобил. Хасан Рохани денеска официјално ја презема функцијата претседател на Иран од Махмуд Ахмадинеджад. Церемонијата на преземање на претседателската функција ќе биде одржана денеска во Техеран, но инаугурацијата е закажана за утре. Рохани победи на претседателските избори во јуни со ветување дека ќе спроведе реформи и ќе ја извлече земјата од изолација. Поради зголемена опасност од терористички напади, Соединетите американски држави издадоа предупредување за патување и најавија дека повеќе од 20 амбасади и конзулати на Блискиот Исток ќе останат затворени. Според Американското министерство за надворешни работи, постојат укажувања дека Ал-Каида или незините сојузнички организации планираат напади. Посебно голема опасност постои на Блискиот Исток, Северна Африка, како и на Арапскиот полуостров. Бомба, поставена под паркиран автомобил, експлодира минатата ноќ на 100 метри од резиденцијата на претседателот на Хондурас, Порфирио Лобо, без да предизвика човечки жртви. Како што соопшти хондурашката полиција, во време на експлозијата, Лобо, заедно со сопругата и 3 деца, бил во резиденцијата. Лобо, чиј мандат истекува во јануари 2014 година, досега во 2 наврати обвинуваше дека неговите непријатели сакаат да го симнат од власт со преврат. Македонската представничка Анастасија Богдановски денеска го имаше последниот настап на светското првенство за водени спортови, кој се одржува во Барселона на трката 50 метри слободно, а во продолжение и за останатите победници на финалните трки. Американецот Рајан Лохте е главната звезда на денешниот пливачки ден на мондијалот кој што се одржува во Барселона.
Тој со денешните 2 злата стигна до вкупно 15 најсејни медали на светските првенства, вкупно 23 ако му се придодадат и 4 сребрени и 4 бронзени. Најнапред на 200 метри грбно во машка конкуренција беше убедливо најбрз и со време 1:53:79 го освои неговото второ злато тука во Барселона. Сребрен Радослав Кавецки од Полска, бронзен Тајлер Клери од Соединетите Американски држави. 1 час и 20 минути подоцна, тој беше дел од американската штафета, која што со време 7 минути, 1 секунда и 72 стотинки прва ја мина целта во дисциплината 4 пати по 200 метри слободно. Победата на американците беше така убедлива што Русија дотнеше повеќе од 2 секунди. Изненадувачки бронзена репрезентацијата на Кина. Единствениот рекорд на шампионатите во денешниот ден го постави 24-годишниот унгарец Даниел Гуарта, кој што на 200 метри градно стигна до златниот медал со време 2 минути 7 секунди и 23 стотинки. Марко Кох од Германија е сребрен, додека пак на Финска првиот медал во Барселона му го донесе Мати Матсон, кој што заврши на најниското место на пиедесталот. Девојките пливаа на 200 метри градно. Залуден му беше светскиот рекорд на Рике Мелер Педерсен вчера во полуфиналната трка, ако тоа не успеа да го зачини со злато, бидејќи 21-годишната руска пливачка Јулија Ефимова, пливајќи 2:19:41, го освои златниот медал. Педерсен е само сребрена, а Мика Лоренс од Соединетите Американски држави го освои бронзениот медал. Првата трка во која што Миси Френклин, 4-кратната светска првенка од Барселона, не застана на пиедесталот, беше трката на 100 метри слободно, каде што нова светска првенка е 21-годишната австралиска пливачка Кейт Кембел, која пливаше 52:34. Сара Сјостром од Шведска е сребрена, а Раноми Кромовоџиџо од Холандија го освои бронзениот медал. За спортот и за сите преостанати нови информации следете ни во изданието на Вестите во 14 часот. Ви посакувам пријатен ден.